Повторно сме заедно во потрагата по млади таленти. Оваа недела започнува највозбудливата фаза – плей-оф. Влогот е поголем од било кога, а само најдобрите продолжуваат понатаму. Ке ги дознаеме надпреварувачите кои ќе влезат во директна битка и ќе ги запознаеме судиите кои ќе одлучат кој заслужува место во финалето. Денес се започнува со ждрепка која ќе одлучи кој против кого ќе се соочи во плей-оф фазата. Кој ќе издржи под притисокот и ќе направи чекор поблиску до победата. Пред да падне конечната одлука, слушнете што мислат судиите. Нивното искуство, вкус и критериуми ќе бидат пресудни во изборот на најдобрите. Следуваат интервјуата со жири комисијата. Откриваат што навистина бараат од еден победник. Здраво, добар ден гледачи. Да, сега, денеска сме во авантурите на Марк. Малку различно, ви кажав, оти ќе правиме надпревар, батл. Ќе се борат нашите млади таленти. Сите најдобри од сезоната до сега тука се. Чекат од вај да можат да се покажат, да можат да покажат нивни вештини. 8 се. Од овие 8 ќе остани еден. Еден од најдобрите. Кој ќе победи? Не се знае уште. Мислам оти они не знаат, оти ќе се борат за това. А пред се ќе го покажиме, ќе представиме нашите жури комисија. Денес имаме двајца. Имаме Јаким од Тиквеш. Можеме да кажеме така? Може. Јаким од Тиквеш? Да. Имаме Борче Стојановски од Дели. Да, Делилиса. Нашето главен судија, Зеко менаџер од Сарајева. Они денес ќе ми помагат за да ги оцениме нашите млади таленти. Се надевам, оти спремна ви е устата, спремни си вашите најдобри сетили и да дојде гладен. Ете, тоа ми се допаѓа, дојде гладен и кој ќе проба како треба. Што треба? Прво, за да почнеме, треба да ги имаме имињата од секој, да ги напишеме позади на таблата, да знаеме кој со кој ќе се бори. Да кажеме така, ќе се борите или ќе гответе. Како можеме да го кажеме тоа? Борење, надпреварување. Што можеме да употребиме? Каков збор можеме да употребиме за тоа? Јас знам оти во којна се бориме сите. Се бориме да го имаме најдоброто место, да бидеме најдобри и да успееме во животот. И се надевам оти денес тоа ќе ми го покажете најдоброто од вас. Ќе се борите и ќе успеете. Да викнеме еден млад, мислам оти најмладот е тука, кај мене таму. Рака, невина рака, така се кажува? Една невина рака, он ќе ни извади имињата, полека, еден по еден, и ќе ги напишеме на таблата позади. Спремен си? Да. Да. Како се викаш? Марио. Марино? Марио. Колку години имаш? 11. О, таман, ајде. Знаеш што? Јас ги спремав имињата овде. Во тенџерето, гледај. Кој ќе пиши на таблата позади? Јаким, спремен? Борче, кој ќе пиши? Ајде. Првото име, го вадиме. Ајде. Како се вика првиот надпреварувач? Кој е? Филип, мислам. Така се вика? Покажи на сите. Покажи го ливчето. Не наопако. Обратно. На друг. Ајде. Филип. Дојди, Филип. Филип, прв. Од првите надпреварувачи. Ајде. Второто, против кој ќе се бори? Чекај. Дај ми го. Кој што го... Да. Чекај, ќе оставиме тука. Вуаля. Кој е вториот? Марко. Филип, Марко, првите надпреварувачи. Дојдете таму. Вуаля. Вие знаете капакот, да, фала. Вие сте првите што ќе
се покажете што ќе готвите. Ајде, другите сега. Дај ми го, не го вракај. Не може. Не се знае дали ќе дојди пак. Дај. Ајде. Земи уште едно ливче. Така. Кој имаме сега? Сега имаме, како се вика? Хабиб. Хабиб, повели? Не можеш да читаш? Стефан. Стефан, ајде дојди Стефан. Ајде, земи ги ливчињата. Свиткај ги. Ајде. Стефан, Хабиб, повелете. Вие сте наредните како се вика? Борци. Не борче, борци. Ете така. Дај ми ги овој. Ајде, продолжи. Земи. Не. Да. Океј, кој го имаме сега? Сега ти ќе го кажеш, а? Наопако читаш, како правиш? Како се вика? Давид. Кој Давид? Давид од Прилеп. Чекај, знаеш што? Ми кажа, ти треба да гледаме камерата. Ајде, дојди. Против кој ќе се бори Давид? Дај ми го тоа. Вуала. Кој ќе биде противникот? Да. Иван. Сестра ти е? Да. Епа. Иван. Каде е Иван? Трета група од борци. Супер. Епа, остануват уште двајца. Многу лесно. Ајде. Последните. Имаме Владко. И Јован, обавезно. Ебе воля. Јован. Ајде. Мислам оти ги имаме нашите борци, гладиаторите. Влезеа во арена, во амфитеатарот овде. Ќе биде тешко. Не знам како е за вас. Јас се тресам за вас, верувајте ме. Јас сум многу, како да кажам, не ги наоѓам зборовите, многу ве сакам, многу ве почитувам и ви посакувам среќа. А ние продолжуваме за кратко. Со нас го имаме Јаким, еден од членовите на жири комисијата, би рекол на строгата жири комисија, бидејќи, како што вам реков пред некоја емисија, бога ми сум изненаден на вистина од строгоста која покажавте, но на некој начин и е праведно, бидејќи критериумите мора да растат се полуфиналиња, го бараме најдобриот од најдобрите, така да, еве, на почеток сакав да ве прашам, бидејќи видовме еден навистина прекрасен надпревар целата сезона помеѓу надпреварувачите, колку се важни овие надпреварувања, да речеме, помеѓу младиве таленти, кулинарски? Одлично. Со ова прашање можам и на претходниот вовед да ти одговорам за она што велиш дека сме строги. Многу се важни овој вид на надпревари. Првично, за да се мотивираат младите, и ова личи како една фраза што се повторува, нели? Но не е само толку мотивацијата, колку што да се одлучи еден млад талент да учествува на надпревар. Има возрастни луѓе што немаат храброст да го направат, а не па помлади. Така да тоа е еден момент кај што они сами добиваат еден вид на самодоверба, а строгоста е дел во нивната изградба, понатамошна. Значи, не би си дозволил да, пошто е млад, да му се дозволи да оди напред со некоја грешка која што утре може, убаво рече и Марк во една прилика додека разговаравме, вика, овие надпревари они ќе ги памтат. И јас имам ден денеска врежено во мене ваков вид на јавни надпревари или во сомелиерство или во било кој друг сегмент во угостителството каде што сме били скритикувани. Веруваме дека ден денеска ги памтам.
И таа грешка веќе нема да се повтори. Па тоа е тоа, критиката секогаш си го прави своето. Добро, кажете ми, кои се беве вашите очекувања, да речем и од самиот победник и општо, ајде да речеме општо од сите надпреварувачи во оваа емисија, едно ваше размислување, да речеме, еден осврт кон целото тоа шоу кое го направи овие прекрасни таленти. Прво морам да го поздравам шеф Марк за оваа иницијатива која што ја направи. Ова е едно шоу кое што дозволува на овие надпреварувачи, млади надпреварувачи пред се она што они го замислуваат и ноќе додека пред да легнат кога ќе станат на училиште или гледајќи некои емисии си замислуваат каде они би биле, да на некој начин почнат да го реализираат. Така да што јас очекувам од нив и би ги охрабрил да бидат до крај така храбри како до сега што биле, да не се плашат, да ризикуваат, затоа што нивното заслужено е после стравот. Ако он го помине стравот, ако нештото не знае да го направи, нека се обиде, резултатот може да биде само позитивен за него. Досегашните надпреварувачи во изминатите емисии покажаа доста знаење, овде веќе некој кој што има нешто плюс од останатите веќе се истакнува, како што видовме, финалистите не се само добри во термичка обработка или во имагинација, туку се добри и во организација. Нивните маси на крајот од спремањето беа исчистени, беа педантни, завршија и тоа се гледа и во тањерот после тоа. Така да добивме финалисти и драго ми е што се на тоа ниво. Добро. Сакав да ве прашам, ајде да речеме, што е тоа што еден млад готвач на пат веќе да стане, нели, познат шеф, да речеме, што е тоа што го издвојува и би го направило да биде оригинален, перспективен на некој начин, пошто да речеме, не знам, некој познат готвач, Гордон Ремзи или било кој, се издвојува од останатите. Еве да речеме, а да е тоа од овие млади таленти. Што би им препорачале вие, на кој начин да поработат на уникатноста, оригиналноста или на нешто од тој аспект? Тоа што го спомнав и во претходното прашање, да речеме, нека бидат првенствено храбри, нека ризикуваат во нешто сакаат да го направат, нека знаат што следува, нека бидат организирани уште во самата идеја. И нека бидат оригинални. Не мора да значи, еве и во денешните готвења, кога ќе се затворат во една идеја, они не го гледаат веќе она што имаат плюс. Овде видовме надпреварувачи кои што користеа ни 20% од тоа што им беше дозволено да користат. Некој од нив има и нивна опрема донесено, која што ја не видов да ја искористат. Значи, и видовме и бренерче. Бренерчето може да послужи да се нештото доспреми без да се користи извор на топлина како шпорет или како плотна. Така да јас би им препорачал на вистина да користат све она што ќе им падне на памет, да го склопат убаво, да направат една целина и денеска имаат можност социјалните медиуми и интернетот им дозволува. Ја во една од емисиите кажав немој да бидете YouTube кувари, меѓутоа користете, некогаш од YouTube може и да видите како не треба. А тоа е најдоброто школа. И за сам крај, кој е Јаким? Што ќе ни кажете за вас? Види, оние кои што го познаваат Јаким е еден патриот во угостителството. Затоа и го поддржувам Марк. Он ни е пола на пола. Он доаѓа од Белгија, меѓутоа знам дека многу ја истражува македонската кујна, ги вади сите оние работи кои што навистина заслужува нашата кујна да ги има, по едно културно наследство. Јас работам во една моментално во винарија Тиквеш, каде што и тоа е представува културно наследство и таа еногастрономија на Македонија е најјаката точка, да речеме. Јаким влече искуство цел свој живот во угостителството, постојано со луѓе, со народ, многу години во странство, во една Швајцарија, која што е синоним за
за перфектност, кантон Тичино или градот Лугано, мене ми беа место на живење и школување и од таму го влечам искуството, но сакав тука, во Македонија, нештата да бидат пренесени. Јас континуирано сметам дека Македонија е има многу повеќе потенцијал него било кој од надвор и тоа ни се случува за жал, поготово во гостителскиот сегмент, ни одат надвор и таму се најдобри. Тоа е жалното, тоа е жалното. Добро, ти благодарам премногу. Ете така, а ние продолжуваме понатаму. Јас сум професор доктор Климен Наумов, Факултетот за туризам и гостителство Охрид, предпоставен на студиската програма гастрономија при нашиот факултет. За прв пат со кујната се соочив уште како мал, кога моите родители ме оставаа заедно со мојата сестра дома. Сепак сум од едни други генерации, кога навистина моравме сами да се грижиме за себе, па моравме и нешто да смислиме и да сготвиме, дали тоа беа јајца, дали тоа беа некои сендвичи, лепчиња. Тоа беше она мое прво соочување со кујната, кога на располагање буквално имавме се дома, но моравме да сме одговорни, не дај Боже да не го запалиме домот. Би можел да кажам њоки ала паризиен. За време на мојот студиски престој во Франција, кога отидов на една подолга и пообсежна обука, њоките беа нешто што го конзумиравме на дневна основа и можем да кажам дека беше нешто несекојдневно, нешто што не верувам дека некој го пробал тука, но веќе гледам дека и кај нас во Македонија започнуваат да се служат во некои ресторани. Тоа се њоки од обично топло тесто, воопшто нема компир, нема додатоци, баш француски њоки на париски начин. Гледам секогаш да биде тука застапени техниките на готвење и на крајот тањерот да биде комплетен, односно да биде добро, се да биде на свое место оставено и да биде добро и за око, но сепак вкусот и никогаш не смееме да одиме преку нешто што не ги задоволува основните стандарди во кулинарството. Значи термичка обработка, да имаме добро парирање на вкусови и состојките да одат едни со други, односно да се добро спарени. Традиционалната храна со која што сме израснале, која што е утемелена во нашето гастрономско наследство, сепак доколку сакаме да биде достапна и да биде препознаена од клиентелата, не само во нашата држава, туку доколку сакаме да се представиме и надвор, односно ето за туристи, сепак треба да биде сето тоа добро спаковано на еден врвен кулинарски начин, односно да имаме добро сервирање на традиционалните вкусови. Сепак станува збор за кандидати кои што се профилира, значи веќе се запознати со концептот, знаат што ги чека. Очекувам од нив навистина се прикажа во добро светло, да ги запознат, да ги запазат основните правила во кујната и да не дозвола да направа некои грешки кои што би ги чинеле елиминација од самото шоу. Доаѓам од Охрид и работам како туристички водич веќе 22 години. Тоа е мојата прва љубов, уште од моите најрани детски сеќавања. Моја најголема желба беше да станам туристички водич и да ги презентирам убавините на Охрид и нашиот преубав регион на странските посетители. Како професор по гастрономија морам да ги практикувам сите кујни, сепак да ја бранам нашата традиционална македонска кујна, но сепак
не се што е презентирано во македонската кујна е автентично македонско, сепак тука навлегле многу влијанија. Онаму каде што работиме на факултетот, подготвени сме, спремни сме за сите влијанија, но сепак во првите борбени одбранбени единици сме кога станува збор за македонската традиционална кујна и сето она што го чини нашиот гастрономски македонски идентитет. Што направи ти кога те беше млад? Што ти, Што ти предизвикаш или што направи како глупост? Како ја, Многу глупости правев. Па така е. Трча по татко ми. Па Му се така е. меша во работата. Па гледаш? Каков човек. Одев по него. Сакав да научам нешто. Ме влечеше уште од мали години. Супер, тоа ми се допаѓа. Што ти инспирира најмногу во гастрономијата? Да јадиш, да лапаш, да што? Да спремам. Да готвиш? Да готвам, да. Навистина? Да. Како готвиш ти, со срце, со Со љубов? љубов, со песна, со... Обожавам, значи, тоа да го правам. Имав прилика да те видам како готвиш, навистина малку е специфично во твојата кујна, Да. Си пееш и, каков човек. Браво, да, ајде. Тоа Јадење е... во срце. Тоа е тавча грабче. Нема побоја Навистина? да тоа. Каков македонец имаме овде. Он е канибал. Не, кажи. Он е, нема навистина. Ај ти опиши, ти опиши. Ти си специјалист за месо. Си се месар, ти си поќе месар од сем готвач. Не, тоа ти си. Може да се каже. Готвач, месар, готвач, специјалист за месо. Ете така, гледај. Какви заби има. Совршено јадење. Ајде, објасни. Јас го кажам. Ајде ти сега кажи. Тоа е совршено. Совршено Тоа е е, најубаво. значи, најубаво. Прво треба да изгледа како што треба тоа јадење. Јас секогаш Значи, кажам, прво окото, да го наполни окото. Па како жена, што кажам јас? Окото и... Како се... Па да, жена ти го наполни окото, после ја мирисаш и после... вкусот. Ебе, вола. Шеф и двете се добри. Па секојаш е кажам, традицијата се почитува, иновацијата. да. Исто, ама Предизвиките, традицијата си има посебни рецепти. Да. Тоа мислам ти, Така. Имаш ли посебни рецепти, така традиционални рецепти? Од татко ти или што нешто Не, имаме нешто, ама не многу. Да? Навистина? Да. За мене. Се разбира, го даде одговорот. Навистина? Па, супер, ти благодарам, Зеко. Мислам ти се разбира, Зеко и јас сме пријатели. Пријатели, да. Ета. Види, изненадуваат. Полека, мислам ти ќе не изненадуваат и меѓу нив ќе го најдиме еден од најдобрите. Не можеме да кажеме оти ќе најдиме најдобриот, ќе најдиме меѓу најдобрите. Да. Сите од нив, сигурен сум, оти ќе бидат различни, Да, така. а ти ќе ми помагаш да го најдиме одличниот. Катастрофа, шеф. Ако задоцни храната, значи има проблеми, излагаат. Најголем проблем ако Чекај, никош не ти изгори месо или нешто така? Месо не, али запршки и такви работи, сидници која брзба гужви, такви работи. Јашо ти лаже, ајде сека да кажи, Али тоа е многу битно да досни јадењето. да. Да се заглавиш во една работа, тоа е многу битно. Многу лошо. На што? Ја меканичар ќе беше си. А ти што ќе беше? Не, вистина? каса. Каса, месар, каса. Нема слично нешто. Па да. Па се, го има физикот, има све. За друго не. Измислете го со една така престилка од кожа така, со еден голем нож. Се обока. Јас сум касапот. Јас сум Зеко касапот. Зеко касапот, да. А ја меканичарот. Со
Со месото, со раздивите месо. Меков, кој вид на месо? Чекај. Момент. Сега, ти ги знаеш сите делови од месото. Кој тој најмекото? Не си мек. Не, најмеко. Најтврдото? Не си тврд, ама меѓу нешто. Што си? Убава кременадла? Да, кременадла, да. Месо со Убава коска, кременадла? да. Месо со коска. Оти кога одиш не, после, па да. Мислам оти кременадла е нешто најубаво што го представува. Да. Здраво, јас сум Стојановски Борче, професионален готвач, веќе повеќе од 25 години. Моментално работам во ресторан Daily Lisa Центар, каде што водам кујната и имаме доста интересни јадења, па ве поканувам, повелете да дојдете. Прв спомен кој што ќе ми текне и ќе ми остане, да речам, запаметен во мојата професија, уште на пракса кога почнав да одам во Зоил тогашен, во кујната, каде што имав еден шеф Цветан, кој несебично, како ја што несебично ги учам младите луѓе, така он несебично ме втурна во оваа професија, така да почнав со транжирање на месо, па се понатака. Инспирацијата ја црпиме секогаш од намирниците, кои што и како може да се направат, секогаш да гледаме што можеме да направиме нови работи, добра презентација и на крајот гостите да бидат задоволни. Љубител сум многу на плескавица, така да за добра плескавица, кој што ќе ми ја подготви и кој што знае да подготви добра плескавица, према мене да речам мајстор за некои работи, ќе ми остане доста врежана. Па стилот на оценување сепак го гледам да биде реален, не сакам да фаворизирам и не сакам да им давам лажна надеж на луѓето. Сепак мора да си ги знаат работите до кај им стојат и како им стојат, за да може да напредуваат се повеќе. Совршено јадење. Некаде го имам прочитано по порталите, по интернет, дека се уште не постои совршено јадење, но за да добиеме една добра порција, да речем, можеме да се осврнеме на пред се изгледот, како е сервирана, вкусот и самата презентација на готвачот што ја спремил. Имав прилика да готвам со еден познат шеф од нашето соседство, Саша Мишич, кој што имавме еден проект каде што традиционалната македонска кујна ја споевме со интернационално и со ново сервирање, нов начин на сервирање. Така да искочија многу добри, интересни работи. Така да комбинација од двете, и национална и да речам модерен начин на сервирање, да ги споеме, нашата македонска кујна дозволува многу игри, така да може да се направат доста добри комбинации. Сепак почита спрема колегата Марк, познанството и почита и моето искуство што сакам да го пренесеме на младите, да им дадеме една насока каде да се движат, за да можат, што викам јас, да не сгасне оваа наша професија, затоа што професијата наша е многу трудолюбива, што кажам, Господ ни дал некоја си точка во мозокот да со две раце го нахраниш некого, а една мисла е доста добра кога Господ рекол дај му леп на некого, значи ние ствараме на некој да се нахрани со сето тоа, така да заради тоа е интересна професија, не сакаме да ја изгубиме, сакаме да ја поддржиме, сакаме да ги поддржиме младите и секако да се поддржуваме самите себе, колегите меѓу нас. Пред се нивна добра презентација, да не застануваат до некој ниво каде што ќе речат ај готово, јас научив све, никад не се научува во оваа професија. Имав шефови што ми беа, што готвеа по 50 години во кујна и на крајот кога отидов во пензија викаат сега знам дека ништо не знам. Така да оваа наша професија се надоградува, секој ден искачаат нови јадења, нови комбинации со храна. Сега више станува помодарство некои работи што ги имаме во нашата кујна, се експериментира со молекуларна кујна, со традиционални работи, така да само нека газат напред и нека не се плашат од ништо. Кујната бара многу голема дисциплина. Не може да работиш во кујна ако си несериозен, недисциплиниран, неодговорен спрема сето тоа што ти е на располагање. Прво, од самиот себе, од инвентарот, затоа што
Ако го почитуваш инвентарот, инвентарот ќе те почитува тебе. Тоа е моја фраза. После тоа да има мал талент кој што со текот на работата да го надградува и никогаш совет до младите, никогаш да не застануваат на тоа што е. Секогаш да бараат нови предизвици, да научат нови техники, нови работи и да експериментираат за да стигнат до она што некој го бара: искуство, вкус, реализација, презентација и се што е поврзано со кујната. Се случуваат секакви работи во кујна. Еве сега додека го зборам ова, ми текна на една ситуација што стварно мислам дека беше до некоја катастрофа. Јас бев еден од тројцата шефови што го правевме суперкупот во Македонија што беше во фудбал. Имавме некои си недела дена пред подготовки, имавме за самиот ден некои си 100 готвачи кои што сето тоа го спремаа, ние бевме организатори на сето тоа да биде како што треба. Но во еден момент кога ги носевме работите од Хотел Парк до стадионот, како што земав да ја гурнам една количка која што беше полна со сосеви, може имаше преку 100 литра сосеви, на паркингот имаше некоја дупка која што не ја видов, само заглави количката и цела количка падна се истори. Тоа ми беше таков удар на толку работа, труд, така да моравме да направиме реорганизација. Нешто што имавме на страна бекап од сосевите ги ставивме ги на располагање, а во моментот пуштивме друг тим кој што беа од некои си 10 кувари да направат сосеви за да имаме залиха што ќе може да се даде во кујна. Пред да се запишам за готвач во средното гостителско училиште Лазар Танев, поддршка и до школото и до сите професори таму, многу работи ми се свртеа во глава, од кој една сакав да бидам полицаец, па во тоа време се укина школото за полиција, пошто сите документи ми беа дадени, тогаш одеднаш се укина 97 година школото за полиција и така да после тоа одлучив каде што има јадење, таму ќе идам да готвам. Има доста јадења кои што можам да кажам ми се при срце, што можам да се поистоветам. Си ги сакам месата, си ја сакам и морската храна. Не би можел да издвојам некоја што ќе можам стрикно да се врзам за едно јадење, затоа што ние сме професионалци кои што сме готвеле во повеќе ресторани, каде што во сите ресторани се готвела различна кујна. И кога некој ќе ме праша што знаеш да готвиш, ја му викам све. И сега тоа искача као клише и искача као да се фалиш, али баш буквално, мислам дека и Марк ќе се сложи со мене, дека во секој ресторан се готват се што е можно од јадење, така да сме научиле и сме работеле и сме приготвувале многу различни јадења. Да ги објасниме правилата што ќе бидат денес. Денес имаме суди ќе судат, јас ќе објаснам правилата. Правилата се многу лесни. Треба да ни направат две јадења со намирници што ќе ги имат на располагање. Денес имат пилешко. Пилешко за сите. Пилешко, они ќе треба да берат што има друго од Farmer Boy, има исто зеленчук. Од зеленчукот исто ќе берат што му требаат, ќе имат 5 минути за тоа. Овие 5 минути ќе си земат сите намирници што им требаат и ако им фали нешто, имат пак фрижидерот на располагање. Во фрижидерот имаме путер, имаме крем паврака од президент, имаме други намирници што се на нивно располагање. Ќе готват на шпорет индукција и печка. Това ни е дадено од Беко. Имаме исто опрема за готвење од Братство. Све што имаме како опрема и све е професионално, ќе готвиме на високо ниво. Ќе правиме, не можеме да кажеме гастрономија, ама домашна кујна, ресторанска кујна, ама на високо ниво. Зошто? Оти ги имаме најдобрите млади од Македонија. Тоа беше дојдува во емисија
сакале да се представат и се представија на најубавото начин. За мене ме воодушевија неколку, други малку за жал не беа толку добри, ама остана 8. Од овие 8 денес полека, утре и во другите емисии ќе се надпреваруваат. Мислам, оти правилата се кажани, можеме полека да ги представиме нашите први конкурентни, првите надпреварувачи. Они ќе се спремат, гледам оти телефонот си гледат рецепти и си почнуват да... Филип, што ми правиш? Го фатив? Па да. Марко, спремен? Да? Спремен. Спремен и јас исто. Спремен си, Филип? Да, спремен. Океј, ќе им ставиме 5 минути, ќе си земат наминиците што им треба во фрижидерот и на масата и полека ќе почнеме. Јас сум Марко Трајчевски, доаѓам од Скопје. Идниот шеф, така ми се допаѓа. На вистина, идниот шеф. Ајде, идниот шеф Марко, те молам, донеси ги до твојот тањер. Браво. Ете. Посебен е од другите, така да има своји идеи, своји замисли, така да... Дали имаше доста имагинација? Да. Петка за имагинација. Това ни прави 2 пати 4, 2 пати 4 и 2 пати 5. Беше моја идеја. Го пробав на работа. Добро. И потоа го пробав дома. Го направив дома. Секогаш кажувам, оти тањер е како една жена. Треба прво да ти смама на очи, да ти каже, да ти привлекува. После да се мириса и трето да се јаде. Сега ме фатите тука малку неспремен, тешко. Е балансирана и е преубава. Едно нешто што му кажам,
Фали тој розмарин, го стај, ама не се осеќа. Да, не го осеќам. Ама, преубаво е. Ужива додека готви, има голема љубов кон готвењето. Здраво, шеф. Добар ден, Марко. Добар ден. Добар си? Супер, вие? Омилен готвач нека биде шеф Марк, бидејќи он е доста интересен од Франција со неговото љукче. Здраво, јас сум Филип Јордановски од Квадарци, имам 19 години и работам како готвач во ресторан Моклиште и имам завршено средно гостителско училиште во Охрид. Вау. Епа, Овде имаме телешка томахавка. окей. Сите јадења се многу вкусни он што ги готви. Сето зависи до гостинот кој и како си го Точно бар. така. Личност многу супер, многу добар. Ставим од гарнирот малце. Да земеме со малку зеленчук. Да. И? Вкусно? Свежа. Да, стварно. И Комбинацијата е тоа. Малце јаболка на крај. Охо, ајде. Тешко да се дава максимално, јас ти го давам. Браво. Браво. Ме изненади на вкус, на вистина. Не очекував. Мислев комплетно различно. тоа што си го сготви, со љубов си го готви и со песни, и со смеи, така си. Да ги представиме нашите подржувачи, навистина без нив ништо не може направиме. Имаме Сарајево Стекхаус, имаме Аплауз. имаме Алпско, имаме Президент, имаме Нептун, имаме Беко, имаме и сите што се пишани овде, Кристал, Унибанка, Фармер Бој, Андреа, Братство, школото славјанско што ни дојде исто да не поддржува. Универзитетот Свети Николе. Точно Аплауз. така, па да, сите се тука, Кока-кола ни помага Кока-кола. денес, сите се тука за да ни помагаат да направиме најубав евент за вас. Супер, спремни сте? само. Дечки, како се носите капата? Шо е ова? Пицајоло, моцарела. Малку чудно ми е. Италијано, Окей, италијано. Италијано, не, чекај, ќе го правиме малку да биди по македонско да кажеме, а? Малку по македонски, малку ќе Така на страна, така, да се гледа. Нашите подржувачи обавезно, Беко Нептун направиле капи. Топ, за мерак. На вистина, Перфектно. како се убави, ајде да аплауз уште за него. Аплауз уште. На вистина. Окей. Денес има рацете да ве болат од аплаузи. Ајде. Спремни сте за 30 минути? Ќе го почнеме тајмерот. Дечки, одиме со 30 минути, како кажавме. Ја го имам тајмерот во раците. Спремни сте? Не слушнав? Да? Спремни? Да, Филип? може. Марко? Публика? Аплауз? И Одиме. Уште 6, 5, 4, 3, 2, 2, 1. Може! Ајде, одиме. Како ќе биде убаво. Ајде. Жури комисија, можете слободно да си шетате меѓу нив, да ги прашате, ќе одиме заедно ако сакате, да видиме малку што ќе ни готват денес. Тоа е. Имат пирешко, што има други како на министри? Што ми зеде ти Марко денес? Не ти се гледа точно? Да, не ми се гледа сонцето е љубче. многу јак денес, а? Ќе му го дајме на Борче тајмерот. Ете, јас сум како поддршка, техничка поддршка, така да сите. Што ти треба? Кој, ова? Па може и тоа. Ова? Сите исти, така. Да? Стај го табата. Пази, ти ова е индукција и оди многу брзо. На 7 ти е. Може?
Може и на 6. Може на 6. Да. Ајде. Ова е само почетокот. Во следната епизода започнува првото четвртфинале, каде најдобрите ќе влезат во директна битка 1 на 1.